Почна, па два пати се одложи комисиската расправа за законските измени за укинување на техничката влада и за двојните државјанства на пратениците. Се уште е неизвестно и дали ќе се одржи пленарната седница на која двете точки се на дневен ред. Пред собранието е Дејан Трајковски. Дејан, кои се последните информации? Тања, тензичниот ден во собранието продолжува, но овој пат во друга сала, оти во претходната каде што беше закажана комисиската расправа за политички систем и односи меѓу заедниците, каде се разгледуваат законските измени за укинување на техничката влада, како и за двојните државјанства на пратениците. Немаше место за сите, инаку има поднесено 13 амандмани од страна на ДУИ околу законот за влада, како и 2 амандмани од страна на СДСМ по однос на законот за државјанство. Тензијата по паузата, по Пладнево малку се намали, но и натаму продолжуваат спротивставените ставови. Од СДСМ велат дека со укинувањето на техничката влада ќе се зададе сериозен удар врз демократијата, нешто што во иднина очекуваат да биде нотирано и од страна на меѓународната заедница, додека пак од владиното мнозинство велат дека државава покажала капацитет дека може да спроведе демократски и фер избори и без техничката влада. Секако во меѓувреме не изостана ниту продзивките, па предлагам тука да слушнеме од она што се случува внатре. Сите предлози кои што ги даде СДСМ се прифатени, сите до еден, освен тоа да ова трае до недоглед, техничката влада. Според оно што го кажува председателот на фондацијата на ЗАЕВ, господинот Венко Филипче, и неговите изјави, што е некоректно? Дали е председател на фондацијата? Ако е тоа вистина, значи вистината ве навредува? Ја ја кажувам вистината, се извинувам. Тоа што вие сакате да правите сега некој циркус, затоа што за жал сте фатени во непријатна ситуација и парламентарното мнозинство, а тоа е да еден закон кој бил донесен низ процес политички на консултации, сега се менува без политички консултации. Не сум ви виновна, ниту јас, ниту било кој овдека што седи. Тоа си е ваша политичка одлука и ќе сносите последици. Да, дали мнозинството, бројките во собранието зборуваат дека ќе го донесете, па и ќе го донесете. Но дали тоа политички ќе има последици за оваа држава? Апсолутно да. Инаку пред почетокот на комисиската расправа, председателот на СДСМ Венко Филипче утрината одржа и пресконференција на која постави ултиматум до владата или да се откаже од укинувањето на техничката влада или СДСМ ќе ги повлече своите пратеници од работната група за изборниот законник. Од владиното мнозинство го осудија ваквиот потег на СДСМ, велејќи дека додека биле тие на власт, исто така се залагале за укинување на техничката влада, па предлагам тука да ги слушнеме изјавите. Доколку денеска овој закон помине на комисија и власта продолжи да тера собраниската процедура, нашата пратеничка група се повлекува од работната група за работа на изборниот закон. Овој закон за влада и укинување на пржинската влада мора власта да го повлече. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Предлагаме амандмани за законот за влада кој што нема врска со законот за пржинска влада, кој што мора да има едно државјанство носителите на функциите во влада. И тоа е нашиот предлог закон. И дополнително даваме амандмани на предлогот кој што вчера го даде ВМРО-ДПМН, кој што не е јасно кажано во нивниот предлог. Дали тоа што тие го барат ќе важи и за овој актуелен пратенички состав? Нашето толкување е дека не. Кога на Бугарија ќе притреба Македонија во нивната јавност, СДС истиот ден изутрина на пресија сервира таа услуга за Бугарија. Од целиот процес за државјанствата направи циркус и пародија.
Ние остануваме отворени за диалог, остануваме отворени за општ консензус, меѓутоа не е во ред вака да се реагира и да се работи по потребите на останатите, односно на другите држави. Време е да си гледаме и да ги штитиме нашите национални интереси. Кога станува збор за нивните принципи, еднаш велеа и тие дека се против техничката влада, вчера најавува амандмани, еве денеска гледате дека не поднесува ниту еден. Водење на дневна политика, непринципиална дневна политика, и се надевам дека ќе се одвратат од тоа и ќе продолжат разговорите и за изборниот законник. Освен главниот услов да остане пржинската влада, од СДСМ предлагаат, освен за пратениците, да законот за државјанство да важи и за останатите функционери во владата, како што се министри, вице-премиери и сите останати високи функционери во извршната власт. Инако утринава беше најавувано, имаш информации дека е можно да се одржи пленарна седница веднаш по комисиската расправа, но последните информации барем за сега говорат дека денеска истата нема да се одржи, но секако останува да видиме. Тања. Дејан, ти благодарам за сите информации од собранието за денешната седница.